Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Меѓу древните цркви и камените улици, туристите деновиве го откриваат она што не се раскажува, туку се доживува. За Великден Охрид каде каде минатото и сегашноста се спојуваат во едно. Најголем впечаток на бројните посетители оставаат вековните приказни кои извираат од исконските светилишта и богатото културно наследство. I'm from Germany. Доаѓам од Германија. Многу ми се допаѓа. Тука сме 3 дена. Имајте среќни великденски празници. Big pleasure to be in Доаѓаме од Германија и многу е убаво овде. Големо задоволство е да се биде во Македонија, бидејќи претходно не знаев многу за Балканот, но научив многу со ова патување. Посетивме стари цркви, видовме уникатни фрески. Плаушник и годинава беше срцето на празничната радост, место каде вековната духовност се спои со живата вера на народот. На централната богослужба присуствуваше и председателката Давкова. Да се подсетиме денеска дека секој од нас не случајно е овде. Вреди да се живее. Животот е посилен од смртта, тоа Исус го покажа, а ние треба да докажеме дека му веруваме. Посакувам уште поголема вера, верба, надеж во поубава денешница и поубаво утре. Охриѓани, домашните и бројните странски гости со свеќи во раце ги преполнија храмовите и манастирите покрај брегот на Охридското езеро, обединети во желбата за мир, здравје и подобро утре. Христос воскресна. Многу сме среќни што сме тука за празникот. Прекрасно место. Среќни сме што сме тука за Великден. Им посакуваме љубов и среќа на сите. Мир да има. Тоа. Доволно. Охрид вага како еден од најубавите македонски градови според мене, носи некој одличен духовен мир пред се и убаво е празнично расположен градот, жив е. И тоа ми се допаѓа многу за Охрид. Има мир, спокојство во Охрид. Мене Великден ми е еден од омилените празници. Народ се собира, сите се среќни, сите се весели со јајца кршење, плюс фамилијата се собират. Да сме среќни за празниците, љубов, среќа, радост. Да сме живи и здрави сите, Бог да ни даде мир. Јас сум од Негорци и Гевгелија, првпат сум во Охрид и ова е феноменално, првпат го дочекувам Великден во Охрид и ова е спектакл, стварно. Ова е балкански Ерусалим. Празничната атмосфера се чувствува на секој чекор, низ калдрмите на стариот дел од градот, покрај црквите и музеите, но и долж езерото. Особено атрактивни се панорамските прошетки по езерската шир. Ние овдека воглавно ми нудиме овие кратки релации, значи стариот дел на градот, Титовата резиденција и назад. А има интересирање и за Светинаум. Балканскиот Ерусалим и овој Великден е препон со туристи кои и денес уживаат на брегот на Охридското езеро. Американскиот медиум CNN ја вбројува Македонија меѓу дестинациите што заслужуваат поголемо внимание од туристите, истакнувајќи ја како скриен бисер во Јужна Европа. Во својата рубрика за патувања во неделниот патнички билтен Unlocking the World, медиумот наведува дека иако повеќето туристи се насочуваат кон популарни земји како Франција, Шпанија и Италија, Европа нуди многу повеќе за истражување. Додека милиони туристи секоја година ги преполнуваат улиците на Париз, Барселона и Рим, постои земја во Јужна Европа која нуди речиси се исто, само без гужвата и без ценовниот удар. Тоа е земјата Северна Македонија, пишува CNN. Македонија е опишана како драматично планинска дестинација северно од Грција со импресивни природни пејсажи, бујни зелени падини и планински врвови. Посебно внимание се посветува на разновидната кујна која се менува од регион до регион и нуди богати вкусови.
CNN ја издвојува поволната клима во земјата која придонесува за производство на квалитетен и сочен зеленчук, како и за развој на лозарството и производство на богати вина. Текстот е придружен со фотографија на Свети Јован Канео, православна црква на Охридското езеро, еден од најпрепознатливите визуелни символи на Македонија и на целиот Балкан. Фотографијата е поставена на самиот врв на написот пред сите останати теми. Овој вид промоција може значително да придонесе за афирмација на Македонија на светската туристичка мапа. Општина Охрид преку програмата за култура и годинава посебен акцент става на оние традиционални манифестации кои што се одржуваат години наназад, но воведува и нови содржини кои што во иднина треба да ја збогатат туристичката, односно културната понуда на градот. Оваа година морам да го најавам фестивалот на креативни индустрии, кој што во Македонија ќе биде трет од ваков вид, односно втор бидејќи првиот е како вид на саем. Тука ќе се поддржат од друг аспект други уметности кои што досега не се ставило акцент како културна дејност. Архитектура, проектанство, дизајн, мода, адвертајзинг, маркетинг дигитален, уметност на новите медиуми, медиумската писменост и многу други, што е според мапирањето на креативните индустрии. Исто така, новитет во тој фестивалски концепт е и арт фестивалот, бидејќи Охрид како град кој го има Вангел Наумовски или Јордан Манасиевски, треба да има еден ваков фестивал, каде што ќе се вклучат не само уметниците од Охрид, академските сликари, туку и дечината, се со цел нивната креативност да дојде до израз уште од најмали нозе. За 2026 година општината бележи најголем буџет досега издвоен за култура. Со нејзина поддршка се реализираат 126 проекти, а вкупниот број на настани, вклучително и оние во организација на општината, надминува 300. Понудата опфаќа содржини за сите возрасти со посебен фокус и на најмладите. Со воведувањето на проектот Културата расте со децата за сите деца, тоа е концепт смислен да секој петок има културна содржина бесплатна од општина Охрид, на која што дечината заедно со родителите имаат можност не само да бидат публика, туку и активни чинители во самата театарска представа, мюзикал, работилница, промоција на книга или било што. И да, најдена голема радост на проектот го прифатија сите од образовните институции, самите деца и родителите кои што веќе со душа чека да дознаат што имаме како понуда нареден петок. Дел од културните настани се организираат на автентични локации, со што дополнително се нагласува нивната символика и значење, како Прличевите беседи во спомен куќата на Григор Прличев, чествувањето на Христо Узунов во организација во неговата родна куќа и вечерите на Живко Чинго во неговото родно место. Културните манифестации не само што го збогатуваат општествениот живот на градот, туку придонесуваат и за негова туристичка промоција. Во таа насока локалната самоуправа ќе поддржува настани на препознатливи атрактивни локалитети. Лично јас сметам дека не се доволно промовирани. Секој турист, односно секој кој ќе дојде да го посети градот Охрид, оди на најрепрезентативните места. Но ги имаме локалитетот Манчевци, кој што исто така представува како една локација за одржување на настан. Го имаме Лапидариумот, кој што е целосно реконструиран и со нов лик, каде што ние како општина ќе ги поттикнеме можеби и останатите да ги организираат своите настани таму со цел поголема промоција на самото културно наследство, односно на самиот локалитет, по примерот на другите светски земји. Во наредниот период Охрид ќе добие и нови летни сцени. Планирана е реконструкција на постојните кај поранешната касарна на плоштадот Вангел Наумовски и сцената кај трговскиот центар Амам. Со нивна обнова и уредување градот ќе добие дополнителни простори за организирање културни настани, што ќе придонесе за уште побогата и поразновидна културна понуда.
Македонската сообраќајна полиција, како членка на Европската мрежа на сообраќајни полиции Roadpol, се приклучува на акциската контрола со зголемени контроли за возење над дозволената брзина. Во среда 15 април од полноќ до четврток 16 април на полноќ ќе има непрекинати акциски контроли на брзината на движење на целата територија на државата, информираат од МВР. Голем дел од локациите на акциските контроли им се однапред познати на возачите со цел да се засили превентивниот карактер на акциите. Целта не е да се казнува, целта е сообраќај во рамки на обележаните брзини, сообраќај кој спасува животи, велат од МВР, и потенцираат дека брзото возење останува една од водечките причини за сообраќајни незгоди со тешки и смртни последици на нашите патишта. Roadpol маратонот за брзина е заедничка акциска контрола на сите европски сообраќајни полиции, која се изведува истовремено на сите европски патишта. Во организација на општина Струга на 16 април во четврток со почеток во 13 часот во салата на Советот ќе се одржи информативна сесија на тема Фер ангажман. Настанот има за цел да понуди јасни и практични информации за примената на Законот за работно ангажирање на лица, со посебен акцент на можностите и придобивките што ги нуди. Присутните ќе имат можност да се информираат за категориите на лица кои можат да бидат ангажирани, како и за правата и обврските на работниците и работодавачите. Воедно ќе биде презентирана и електронската постапка за пријавување преку системот е-работа. Информативната сесија е наменета за фармери, работници, работодавачи, а од општината ги повикуваат сите заинтересирани да ја искористат можноста за навремено информирање. Целта на настанот е да се придонесе кон формализирање на работните односи и намалување на сивата економија. Фитнес фактори ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево време со умерена облачност. Максималната дневна температура достигна до 19 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне и во текот на ноќта се услови за локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен ветер од југоисточен правец. Утринската температура од 8 степени, а максималната дневна до 19. Температурите во Македонија утре во интервал од 4 до максимални 22 степени. До четврток времето ќе биде променливо облачно со услови за локални врнежи од дожд. Во петок ќе биде претежно облачно, а во сабота сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Од недела попладне со услови за дожд претежно во западните делови од земјата.